Дождот што наврна изминативе денови во комбинација со високите температури и топењето на снегот предизвика излевање на реката Зрновка, а со тоа и големи штети на земјоделците. Поплавени се овоштарници и оризови ниви. Штетите се огромни, а општината наоѓа решение да им се помогне на оштетените и да се изнајде трајно решавање на долгогодишниот проблем со излевањето и поплавите. Навистина штетата е непроценлива, а сето тоа се случи поради и ненавременото чистење на реката Зрновка од вегетацијата. Јас овде апелирав и од пред неколку години дека е потребно на овој дел на реката Зрновка да се направи, да се изгради регулација, односно да се изградат каскади со цел да може, значи, да се прати нивото, правецот на водата, да не доаѓа до излевање, односно до свртување лево или десно на речното корито. Ова се чести поплави на овој дел од атарот на Зрновско поле. Јас веднаш стапивме во контакти со Водостопанство Брегалница, чие што надлежност е да управуваат со водите на речните корита. Јас очекувам дека денови ќе се пристапи кон регулација, односно да се повторно врати водата во коритото на реката Зрновка, со тоа што ние како општина исто еден дел ќе се потрудиме да помогнеме, односно во давање на неколку стотици литри нафта, меѓутоа механизација да обезбеди Водостопанство Брегалнице, на тој начин да успееме да го свртиме повторно водата, да свртиме по коритото на реката Зрновка. Инаку, не само едниот дел, туку и делот од другата страна на патот бил поплавен, зашто јасно се гледаат трагите и влажната почва на земјиштето. Формирани езерца од вода имаше и неколку дена по дождовите, а со оглед на временската состојба и прогнозата дека веќе од утре повторно се очекуваат врнежи од дожд, факт е дека за овој проблем треба да се интервенира итно и без одложување.